биде коректор на власт. Кој со нив влезе во коалиција со ДПМН, заедно со СДС, ДУИ, се најкриминални злосторнички здруженија. Тие не се политички партии. Јас секој сум кажал, знаеш, некојаш човек ќе биде принуден ќе соработува со секој и с некого за да ја спаси Македонија. Но Максим никогаш не може да биде, затоа што Максим е политичар и фотелјаш кој што гледа преку политика да дојде до фотелја, да се обогати, да живее убав живот, раскошен. Расипнички, ја што го викам. Максим беше човекот кој што вриштеше 2016 да се промени името. Максим беше десна рака на Заев во криминалната партија СДС. Тие беа на власт, кога дојде на власт се разбира 2017, пред тоа беа на власт, значи зборуваме за партија почнувајќи од Бранко Црвенковски, како направи нестрамна, направи криминална, злосторничка политика за да уништи државата, ја уништи Македонија, го кради народното богатство, фабриките и све што можеше да се кради. Од фирми, предпријатија, дуќани, хотели, имање, и така натаму, и така натаму. И сега Максим ќе биде коректор. Максим, знаеш што може да биде? Отпушок на СДС и лижач на ДПМН. Што ќе му кажи ДПМН тоа да прави. Така да, стварно ми е одвратно да зборувам за такви луѓе, затоа што го гледам доби 6 пратеници. Тоа се гласови повеќето се разбира 90 и повеќе% од членови на СДС, бидејќи СДС се распаја, се подели, се расцепи на 2-3 делови, поготово Максим извлече 25-30%, и така да натре има проблеми сами во СДС, но тоа се луѓето исто како овој што е сега градоначалникот на Чаир. Значи, зборуваш ним партија прави човеко, а беше главен човек одма до Али Ахмети, Изет Меджити. И сега тие излегоа, го промени адресо и сега сме ние, знаеш како, нови политичари, чисти сме ние. А пред тоа беа членови на најголемите криминални партии, и тоа не е најбитно што тие се криминални, туку направија најголемо зло да помане ДУИ и не. ДУИ, СДС и ДПМН направија најголемо зло во времето пред 2-3-4 години. После тоа се формира ВЛЕН, се разбира, и се формира ЗНАМ, партијата. Покрај тоа што викаат движење, кое движење? Тоа е, знаете како да ви објаснам, ова е нешто што ни се случува во Македонија 35 години.